Во државата е исплатен К-15 во висина од речиси 34.000 евра. Стои во анализата на УЈП која се однесува до 20 декември оваа година. Според истата анализа, освен рекордниот, исплатени се К-15 и во висина од 5.040, 4.800, 3.000 и други помали суми кои се однесуваат за лани. Што се однесува за оваа година, највисоко К-15 изнесува 10.000 евра, а тоа е исплатен пред само неколку дена. По него има суми од 5.267, 4.536, 4.200 и други релативни помали во однос на споменатите. Дали исплатата на вака големите суми е законска? Ако некој работодавач исплати К-15 или што викаме регрес за годишен одмор во повисок износ, а тој плати на тоа персонален данок на доход, нема штета за државата. Може би не е логично основот по кој се исплаќа К-15, односно висината, меѓутоа штом се плати персонален данок е во ред спрема прописите на управата за јавни приходи. Сега тука само има еден момент се доведува во прашање дали со исплатата на овој К-15 не се избегнува исплатата на плати, бидејќи платите пак треба да се обременат и со придонесите. Од синдикатот за вака високите суми велат: ние по она што го имаме во општиот колективен договор, дека се исплаќа минимум 40% од нето просечната исплатена плата во Република Македонија. И се погоре што е исплатено, сепак ние тоа го поздравуваме. Но ова некако ми стојат како нереални цифри кои што може би за тоа стојат некои додатоци во друг правец на издавање на соодветна плата или некој друг дополнителен приход, што најверојатно треба да се испита тоа. Инаку, споменатите суми на К-15 се исплатени во дејностите: товарен патен транспорт, истражување на пазарот и испитување на јавно мислење, сметководствени, книговодствени и други.